Амзабегово е отруено од фекалии, а жителите се подготвуваат за протести. Причина според нив е енормната количина на фекалии која се испушта од тамошната свињерска фарма. Големи количини на фекалии идат во двете реки. Едната е во Азмо, кој што го викаме, едната е Средниковската река. Тие се спојуваат фактички западно од свињарската фарма и после одат за брегалница. Ова на жителите животот им го промени и поремети комплетно, па тие од среда немаат каде да се сокријат. Не можеме нормално, тоа не може да се пише, значи не може да се испадне вечерно време кога се фекалиите пуштени, кога вечерно време кога дувне југот, таква е локацијата на самата фарма под селото е јужно од Амзабегово, значи кога ќе дувне југот, не се стаѓа ни у двор, не се седе пред дуќаните како луѓето што седат, децата не можат на тераса да седнат, не може да се живее од муи, од ареа. За почеток, до Државниот инспекторат за животна средина испратено е барање за инспекциски надзор на фармата во нивното село. Заради овие причини и реакција на самите луѓе од локалното местонаселение, испаднаме, сликаме, направиме фотографии, видеа и поднесеме поднесок барање до Инспекторатот за животна средина на Република Македонија во Скопје, значи не на инспекторите на животна средина во општината, тука директно во Скопје. Сега и објасниме ги работите како се и сега очекуваме да испаднат лице место да констатира дали е така или не е така. До кога очекуваат реакција и што ако тоа не се случи брзо? Реакција треба сега да се очекува од самиот Инспекторатот за животна средина. Значи треба да дојдат од Скопје или да дојдат да ја питат. Што ако таа реакција не се случи брзо? Со совето на местната заедница се договориме, можеби има и мерки за блокада на патишта, да се блокират патиштата, се донесена одлука, може би се патот тоа овче колесе николе да се блокира. Значи мора да се решат тие проблеми, да ние сме сепак луѓе со 4 учители што има деца што сакат да живеат, да се не се иселуваат, луѓето бегаат, нема живот од самата фарма. Со работењето на фармата во Амзабегово сврзан е и трагичен случај откако на 8 јануари оваа година таму животот го изгубил жител на селото отварајќи ја шахтата на базенот со фекалии. Неговиот колега и соселенец притрчал да му помогне, но и тој бил покосен од смртоносниот амонјак, пошто останал со мозочни оштетувања.